Evo. Сега криво ми е мене камерата или е криво това? Платното е криво. Вие се визуалирали, ще се изражда. Zato sam napadao. Защо? Едно от 14 пъти. Защо? Колку само беше во право. Се се реши со едноставно воведување тарифа. Секогаш поволна присуда, толку шушки. Ако сакаш успешна операција, волку. Сакаш преодна оцена, плати онолку. И секако подмачкано. Врските изумреа побрзо и потројно од диносаурусите. А шуше слава му, се што имаше тутна за плац во алејата на великаните. Утрово син ми подсети на една стара мудрост, што кај него се реализирала низ игра, а инаку е фактичка состојба. Детето ми кажува: мамо, знаеш дека не можам да го разбудам бато кога се приправа дека спие? А кога навистина спие, само ќе викнам и тој се буди. Се насмеав и тогаш ми текна дека човек што се приправа дека спие е невозможно да го разбудиш. Го знаев тоа од порано, ама бидејќи и јас спаѓам во групата на преправачи, не ми беше времето, а не знам и сега дали ми е дојдено времето да посакам да се разбудам. Кими, не е се како што изгледа. Да се разбудаме, поштовани присутни, добре дојдовте во градската библиотека Браќа Миладиновци. Јас ве поздравувам од името на оваа институција, не како блогер кој што е меѓу чијашто книга е меѓу овие 14. Сакам да ви пожелам да се чувствувате убаво во нашата институција. Дозволете да кажам дека политиката на оваа институција е како јавна установа да овозможува настани од областа на културата, посебно настани кои што инволвираат промоција на нови книги, да ги направи достапни за целата скопска и преку средствата за мас медиум и македонска јавност, и тоа бесплатно. Значи, ние воведовме една практика да ги поканиме сите заинтересирани, меѓу кои и денешниот издавач, да своите настани ги прават во оваа институција, со што мислиме дека таа исполнува својата обврска да, како јавна установа, им даде соодветни услуги и настани на сите граѓани на Скопје. Денеска сум необично радосен затоа што во последните 2,5 години, колку што сум тука, ова е на некој начин промоција која што промовира најголем број на книги и промоција која што по својата специфичност се издвојува, и исто така промоција која што за прв пат преведува блогови, електронски печатени зборови на хартија, што за мене вака еден доста необичен интересен настан, бидејќи ги пратиме сите движења во македонското издаваштво. Така што необично сум задоволен што издавачот одлучи својата промоција да ја направи кај нас и на некој начин да ја инволвира и градската библиотека. На сите ви благодарам што дојдовте, на издавачот му честитам за овој храбар потек и предлагам да продолжиме со промоцијата. Благодарам.
Ана Пејчинова, Афгански дневници. Кога прв пат ги видов одблиску пустините на Афганистан, ми ги зедаа очите, непрегледни, цврсти, празни. Толку празни, што нивната празнина биеше во очи, помокна од секое присуство. Се чувствуваше нешто во воздухот, токму над хоризонтот. Ко свеста на земјата незамаглена да се исправа токму овде во пустината. Занемев и нешто натреква да се придвижи. Кон безгласен врв, речи си радост, но без насмевка, речи си препознавање. Но не знаев што тоа во мене го препозна она над пустината. Арвена, археолошки дневник. Археологијата примарно е наука која се занимава со реконструкција на далечното минато. Меѓутоа, луѓето кои живееле во минатото, своето совремие не го доживувале на тој начин. За нив тоа било исто како што ние денешницата не можеме да разбереме како дел од нашата современа археологија. Ако не сте знаеле, се ова околу нас е дел од така наречената современа археологија или во светот позната public archaeology. Постојаното градење на објекти, патишта, индустријското производство, еден ден за идните генерации ќе биде древна археологија и ќе биде закопано длабоко во почвата. Почвата под нас може да ни даде многу информации. Затоа, драги мои блогери и попатни минувачи низ овој блог, треба да бидеме внимателни, зашто ние всушност постојано газиме врз нашите археолошки докази. Бунка, кога нема ништо. Менувам стара првосмукалка за било каква енциклопедија. Ме разбуди тој глас на човекот кој одеше по улица и бареше тоа што бареше. И покрај целата нервоза, која ми ја создаде, будејќи ме така, ме чудеше што не викаше старо купувам. Го отворив прозорецот и му викнав: дојди, јас ќе ти дадам енциклопедија и задржи си првосмукалката. По неколку месеци, на некој празник, на едно излетничко место го видов истиот човек. Стоеше покрај една скара, кинеше листови од некоја книга и со нив го разгоруваше огнот за скарата. Погледна убаво, беше тоа мојата бивша енциклопедија. Бар да му ја земев првосмукалката. Оги синко, мисли на празно срце. Копнеш. Копнеете по кариера, тоа било амбиција. Копнеете по жена, тоа ти било љубов. Копнеете по туѓа жена, тоа е прељубов. Ја остваривте првата амбиција, вие сте успешен. Ја сретнавте љубовта, вие сте среќник. Ја освоивте неа, вие сте грешник. Будала, би рекол другар ми. Па јас, ако ја оставам, зашто да земам друга жена? Во тој случај не би оставил ни мојата. СЦ, последниот македонски хакер. Го погледнав стравот. Го погледнав и тој ме порази. И не беше тоа страхот типот: види колкав е оној ротфајлер кој слободно се шета по оваа неверојатно прометна улица и доколку не исконзумирал некој дете од предучилишна возраст утрово, ќе ми ја откине левата нога, па подобро да свртам и да поменам последнава уличка. Ниту страх, како дали воопшто да се малтретирам со прашањето, знаејќи дека кучето ќе ме одбие. Тоест, зошто ја пропуштив шансата со девојката која беше толку доволно мрдната како за мене и дали воопшто ќе се повтори такво нешто? Го погледнав стравот кој велеше: ќе умрам. Не сум подготвен за тоа.